Без малку 18:15, веднаш по Централниот дневник, што не е јасно во живо, како и секој петок со мене Искра Коровешовска. Добро вечер. Останете пред малите екрани во овој околу 1 час кој следи, бидејќи верувам дека ќе добиете одговори на многу прашања кои ги очекувате, а не ги добивате од надлежните, а се поврзани со она кое веќе 2 години не демне и не држи во грч, не можеме да живееме буквално нормално. Актуелно е во последниве денови, а впрочем не и прв пат Македонија да биде во врвот во Европа, за жал, по смртност од ковид и покрај вакцинацијата и покрај доста голем процент на прележани луѓе, лица кои го поминаа вирусот и така натаму. Од друга страна пак, трети ден веќе од почетокот на учебната година, а веќе има, односно се гледа практично хаосот или организираниот хаос, како што љуби јавноста да го нарече на социјалните мрежи, бидејќи единствено изгледа тој е организиран во овие 3 дена што можеме да го видиме од стартот на учебната година, а веќе се надзираат и притисоците да се вакцинираат учениците доколку не сакаат да бидат во изолација во случај да се констатира позитивно лице, односно позитивен ученик во одредено оделение. Значи теми и проблеми голем број вечерва во ова студио на НИФ ќе се обиде да даде во овој куз временски период, но се надавам јасно и концизно одговори професорот и доктор инфектолог Вело Марковски. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте во Алфа, не сте прв пат тука, верувам дека се чувствувате комотно, иако темата е сериозна, црна, чувствителна, но вие вас тоа работа ваша тема на вашите анализи. Докторе, она што е најактуелно деновите, како што и веќе практично на крајот на најавата слушнавте, е односно вие тоа практично го анализиравте во вашата последна колумна, но за оние кои не ги следат социјалните мрежи, односно немаат Facebook и слично, она што најповеќе привлече внимание е дека децата треба да си посетуваат настава со физичко присуство и да не носат маски. Објаснете зошто. Значи, веќе имаме многу повеќе искуство од почетокот на оваа пандемија. Многу ставови кои науката ги имаше зацртано во минатиот период се потврдија со доста научни и стручни трудови. И ако сакаме да зборуваме, треба да веруваме на науката. Јас мислам дека многу рано реков дека ако оваа пандемија одлучува науката, ќе поминеме добро, односно така како што треба, меѓутоа ако се замешаат политика и други струки, за жал се замеша политика, се замеша економија во решавање на проблемите со ковид и поминуваме така како што поминуваме катастрофално. Тоа што треба да го користиме како наука, меѓутоа и како искуство од други држави, евидентно беше дека децата не се разболуваат или поминуваат многу лесно и научниците се обидоа да откријат зошто е тоа така, односно доволно беше и податокот дека не се разболуваат, тоа е во еден период од 2 години, меѓутоа сакаат да дадат научно објаснување. И во низа трудови, една од реалните, бидејќи во медицината тоа е познато, се менува епителот кај децата, потоа со возраста станува и во други органи. Во овој случај во респираторниот систем се мерени рецепторите, тие AC2 рецептори и уште еден рецептор за врзување на коронавирусот, односно на шилецот за клетката, без кое врзување не може да влезе вирусот во клетката и не може понатаму да си го држува неговиот циклус на живот. Релевантни трудови докажаа дека најмалку половина и во горно респираторен и во долно респираторен тракт има помалку рецептори и во превод тоа значи се даде научно објаснување покрај тоа и други некои специфики на респираторниот епител, кај децата многу побрзо заздравува на култури, многу побрзо се множи, интактност и така натаму. И тоа се потврди со реалната состојба на терен и на тоа треба да му веруваме. Значи во превод значи дека бидејќи има многу помалку рецептори, а за да се постигне болест, потребни се огромна количина на вирусите, се работи за
милиони, милиарди вируси, значи со самото тоа огромен број на вируси не можат да влезат во клетката и понатаму тие вируси нели во неколку генерации се размножуваат во клетката со геометриска прогресија и после тоа клетката ќе прсне, нели, кои ќе се намножат многу вируси. Со самото тоа, бидејќи помалце рецептори има, помалце клетки ќе бидат опфатени, помалце вируси ќе се ослободат во следните циклуси, што значи дека дури да се зарази детето, кај него инкубацијата ќе оди долга, долго од неколку недели и тој во тој период имунитетот ќе успее да се справи со оваа инфекција. И многу значајно е што исто во долно респираторниот тракт има многу помалку, односно половина помалку рецептори, што значи шансите да некое дете добие пневмонија се минимални, бидејќи нема зборуваме за вирусна примерна од SARS-CoV-2 пневмонија, иако и кај возрастните ретко имавме такви пневмонии. Дали со маските им се оттежнува оваа борба за која што зборите? Од друга страна, само мислам дека е значајно од податоците што ги добив и од Шведска, меѓутоа еве во една Шкотска која нели мораме да ги гледаме примерите од другите држави каде што за цело време од наставата не била прекината и за цело време овие 2 години наставата оди со физичко присуство и не се евидентирано многу малку кај постарите погорните класови инфицирани, значи кај подолните класови воопшто нема во овие 2 години инфицирани со ковид. Маските сами по себе неколку пати кажувам се многу штетни. Значи, во овој случај, покрај тоа што на некој начин прават хипоксија, многу е важно што кога возрастниот ќе осети хипоксија, тоа ќе се изреализира ќе се изманифестира со поспаност некаква или нервоза или што ти ја знам и ќе тргне маската. Меѓутоа, кај децата бидејќи му е кажано немој да тргаш, можно и да не ја тргне, па да настанат и нели посериозни ако е во хипоксија и така натаму и онесвестување и паѓање. Меѓутоа, многу е поважно што таа маска ако се носи долго, таа маска не дозволува да се isfрлат голем број на бактерии кои сите ние ги носиме, а децата имаат уште една специфика, они во голем процент до 40% го носат Staphylococcus aureus. Тоа е една многу резистентна, многу бактерија која оди со тешки инфекции и не би било добро да ги изложуваме децата на опасности од такви инфекции. Генерално маските ќе спречат некои други респираторни инфекции или да се шират, меѓутоа опасноста е од сопствената флора, од долгото носење да не направи фактички некоја автоинфекција. Одлично го објаснивте научно притисе, но се надевам дека ве разбраа луѓето со оглед на тоа што и јас не сум медицинско лице, па горе-долу ми е јасна вашата анализа. Оно што деновиве исто така актуелно, иако се нагласува дека не е задолжително, се разбира вакцинирањето за никого, најмалку пак за децата, нели согласност треба од родителите. Но еве веќе имаме случаи на 14 или 16 деца заразени во овие 3 дена и веднаш по дефолт се стават целото оделение во изолација, потоа се прават епидемиолошки анализи и слично, и делумно луѓето, односно децата кои биле најблиску до заразениот, тие се ставаат во изолација, но тоа сакав само ова да ве прашам. Од една страна, тоа ќе доведува до ситуации кога на секој 2 недели, ако има, например, по едно заразено дете, оди одреден круг на деца во изолација и тоа може да трае со месеци и тоа е страшно со психолошкиот развој на децата. Тоа е едната страна приказната, но другата страна е зошто властите индиректно ги притискаат родителите да ги вакцинираат децата. Ова го велам бидејќи услово да не одат децата блиски до детето заразено во изолација е да бидат вакцинирани. Тоа значи индиректно вакцинирајте се ги децата за да не ги ставаме во изолација. Зошто се прави ова? Па не знам, не можам да објаснам, значи има многу нелогичности и научно необјасними работи. Зошто вакви мерки се носат? Значи целиот овој период мислам дека еве ќе се обидам денеска да не критикуваме бидејќи веќе е безпредметно критикување на мерки на комисија и на министер кои можеме да броиме можеби 2 дена колку имаат направено контрадикторни мерки и колку имаат гафови. Значи ако науката вика, ако се воделе од науката дека децата треба да одат во школа, тогаш воопшто не треба да се, значи објаснивме, не треба да се тестираат децата и не треба да се прават вакви мерки. Први, значи вакцина која треба да бидат 2 дози, значи ќе помине
помине полугодието додека се извакцинираат. Условно речено грешките меѓутоа да не ги анализираме. Значи едноставно треба да се пуштат децата и овие додека ние ги користиме, овие брзи тестови ПСР, ние никогаш нема да излеземе од оваа пандемија. Значи проблематични се тие тестови, не им верувајте на тие тестови и да го носи некое дете вирусот, значи објаснив тоа ќе си го носи долго, другите деца има уште неколку добри студии епидемиолошки каде што покажуваат дека во семејствата, во кои имало деца, а кои се разболеле од ковид сите, никогаш први не било детето, што индиректно може да се заклучи дека не го донесло детето вирусот дома. Да, така. Значи може да се разболи, значи тоа е сосема спротивно од грипот. Многу пати тргаат колегите од меѓутоа друга болест, други рецептори, друга природа на болеста. Грипот да, децата се го носат дома од школите и затоа се затвараат школите. Ако вака гледаме, од оваа страна гледано, значи воопшто треба да ги оставиме децата на подолг период, па ако имаме некакви сознанија во погорните класови да размислуваме само да речеме трета, четврта година гимназија да ги оставиме на онлайн. Другите деца, по мене, мислам дека треба да додат, имам искуство од други држави, нема да го пренесат вирусот на возрастните и крај на крај мислам дека во емисијава кој објасниме нас воопшто не ни е проблем бројот на заразени. Значи, воопшто не е проблем бројот на заразени, туку ние имаме сосема друг проблем со ковидот и од друга страна ние имаме вакцина која се покажува во голем, значителен процент со многу несакани ефекти. Не зборам за сите ефекти, за сите типови на вакцини, меѓутоа веројатно најдобри се овие класичните вакцини кои останативи имаат сериозни несакани ефекти. Од друга страна имаме држави кои имаат извонредно висок процент на стапка на вакцинираност и имаат активни случаи повеќе од нас. Имаат 90 до 95% од тие луѓе кои се хоспитализирани, значи не е точно дека не бидат тешки, се уредно вакцинирани со 2 дози вакцини уште пред месец-два. Зборите значи, за Израел. Израел, Австралија, не знам, видите, Англија, Португалија е некаде 85% вакцинирани, Шпанија е околу 70%, Германија, значи многу држави имаат активни случаи, така да треба да се отвори дискусија која е таа вакцина, односно тука можни се две варијанти, или вакцината не направила антитела, или пак ако од овие што се 95% хоспитализирани имаат антитела, се разболеле, тогаш повторно се доаѓа во знак прашалник, треба да го доведеме ова тестирањето, односно тоа веќе не е медицина базирана на докази. Значи овој брз тест или ПСР тест воопшто не е тест со кој можеме да потврдиме дека сигурно таа инфекција е од COVID-19. Бидејќи ги споменавте веќе вакцините, тоа ми беше планирано за подолу, но овде ќе ви искористам. Кога сме побезбедни? Кога сме вакцинирани или кога ќе прележиме болест? Кои антитела повеќе не чуваат? Споменавте дека не секоја вакцина произведува антитела, односно не секога. Значи вака, најпрво е многу битно да видиме, ние треба да утврдиме што е вакцина, односно многу параметри кои досега важеле за вакцини сега не важат. Например, ако порано сме се вакцинирале од грип, од хепатит Б, значи тоа значи дека си во најголем процент, тие што се заштитени се 100% заштитени, не треба да носат маски, не треба да се пазат и така натаму и така натаму. Значи овдека сега имаме една состојба кога несватливо е, нели се примаат 2 дози, можеме да ги броиме 3, 4, 5, меѓутоа крајниот ефект е исто. Инаку гледате какви небулози или спротивставени ставови се пуштија во јавност и сега треба да објаснуваме нешто што е јасно. Значи, вакцината треба да симулира болест. Така. А природната болест, нели, не може вакцината да биде подобро од природната болест. Така да илузорно е воопшто да разговараме, меѓутоа го наметнаа како тема дека вакцината подобро штити, па дека вакцината дава доживотен имунитет, а помина не цела година од почетокот на вакцина, ма ние знаеме дека доживотно штити. Значи, пак ќе зборувам со трудови, имам и за тоа колумна, може да се најдат линкови, излегуваат трудови, каде што во многу сериозни научни списанија со најголем
импакт фактор излегуваат трудови во кои со земање коскена срцевина, значи со многу софистицирани методи, со барање на тие активности на плазмоцитите, нели, кои ги ствараат антителата, и научно, статистички значително се докажа дека после прележување на оваа инфекција долго, значи до 16 месеци, бидејќи толку време помина, плазмоцитите се уште зрели и уште ствараат антитела. Така да природната инфекција е најдобра заштита и тука ја гледам и целата нелогичност на дел од овие мерки. Значи воопшто не се бара луѓе што прележале се тера да се вакцинираат. Значи, он има одлична заштита, го тераме да се вакцинира со вакцина од која не знаеме дали ќе има заштита. Јасно кажано и многу едноставно кажано. Да. При да ве обвина дека сте антиваксери, ако сериозно ги објаснувате работиве, да нагласам само дека не држам ничива страна, јас сум вакцинирана со 2 дози на руската вакцина, но сакам да ги слушнам овие анализи кои нели немавме прилика да ги добиеме од оние најнадлежните кои го прават цело време притисокот дека треба да бидеме вакцинирани, што нели велам не држам страна дека не треба, но едноставно заслужуваме објаснување. Ова што го зборувате сега може да биде предмет на пријава против вас, условно кажано, во лекарската комора, бидејќи таков еден јавен повик даде лекарската комора да се пријавуваат докторите кои го спречуваат вакцинирањето и зборуваат за неефикасности на поствакциналниот период и слично. Зошто е тој таков притисок кога знаеме дека еден куп лекари кои се дале завет Хипократов и така натаму и се должни да го предупредат пациентот дека не треба да се вакцинира или дека има висок број на антитела или можеби има некаква друга хронична болест. Зошто да се осудуваат таквите лекари, односно зошто да се осудуваат лекарите кои работат според? Мислам дека досега во историјата на човештвото не е познат примерот, нели, во системи, да речеме, и на нацизам, фашизам, сталинизам и така натаму, да бидат осудувани доктори, да бидат повикувани на информативен разговор. Замислите, лекарска комора повикува доктори, специјалисти на информативен разговор, затоа што дале мислење на пациент. Медицината базирана на докази, нели, воопшто лекарската комора не реагира кога се даваат тони кортикостероиди кои се контраиндицирани, кои се спротивни на медицина базирана на наука. Се даваат антибиотици на вирусни инфекции. Дури после 2 години во истото соопштение лекарската комора констатира дека нема водичи, нема доктрини. Значи, имаме една аномалична лекарска комора која цело време поставена е така да ги штити интересите на владата. Не оваа влада, било која влада, бидејќи они земаат огромни средства за полагање на државен испит за добивање на лиценца, мислам околу 600 евра и покрај тоа и процент од плата, и една невидена аномалија да директор на клиника биде председател на лекарска комора. Значи, комората треба да биде некаков вид на синдикат или здружение кое би требало да се бори за правата на докторите наспроти власта. Сега до таму отидовме да директори бидат председатели на комора. Ако дојде пациент кај некој лекар и го праша: докторе, јас имам прележано, имам антитела, не знам, 50 единици, 100 единици, има и со 200, и со 1000, дали јас треба да се вакцинирам? Значи, лекарот ако му рече треба да се вакцинираш, ги крши сите права од Хипократовата заклетва, му го загрозува животот на тој пациент и несватливо е да се обвинуваат доктори. Од друга страна, имаме и резолуции, ние како земја претендент за влез во Европска унија и членови сме на Советот на Европа, 2361 резолуција која е многу јасна, која мораме да ја почитуваме ако сакаме да бидеме демократска држава, а очигледно сме далеко од тоа. Значи, правата на никој не сме да биде со било каков начин присилуван. Од друга страна, политички, социјален или друг притисок да се вакцинира. Значи, тоа е точката си. Ако не се вакцинира, да не биде дискриминиран. Така е. И трето, што е многу важно, значи медиумите, тука треба да се запрашаме зошто медиумите држат само една страна, бидејќи во таа резолуција се бара да медиумите дозволат и спротивни мислења и можни несакани ефекти да се анализираат. Така да не може да обвинувате некој што препишал илјадници дози на вакцини имунопрофилакса дека е антиваксер.
Значи, знаете, еве една асоциација сега ми текнува, нели, ако се сеќавате порано вика на свадба ќе ти носам вода со решето, нели? Ова мерки од прилика така ми изгледат како носење на вода со решето, и ако некој рече не можеш вода да носиш со решето, треба да го истепаме него, нели? Зашто така рекол? Многу чудни одлуки, крај на крај се това затварање на спротивни мислења, односно дури во едно поранешно соопштение комората можеби мислела на мене уште на некои други колеги, бараше да нема спротивни мислења. Замислете. Значи, јас не кажувам мои мислења, јас цитирам трудови, цитираме наука, цитираме книги, цитираме учебници и кажуваме што е најдобро. Јавноста веќе совршено добро стана писмена на тема ковид, чинам, и баш во тој цел недостаток на сите различни мислења, веќе и самите луѓето можат да оценат, па така што тие тенденции верувам да бидат оцрнувани одредени лекари паѓаат во вода од старт. Пред одиме со кусата пауза за реклами, уште сакам да ве прашам колку антитела е доволно од прележан вирус или без разлика антитела како бројка, како за да сме безбедни? Колку да се. Значи, штом ги фаќа машината од 1 од 2 единици нагоре до колку да се, значи, има антитела, без разлика, нали, тие се во почетокот IgM, после остануваат IgG долго, уште подолго. Принципот на нивното делување што при контакт на следен контакт со антиген, памтичките Б лимфоцити веднаш ќе се исклонираат и ќе направат многу антитела, колку што треба. И тоа е таа клеточна добро меморија која што еве во овој момент да објасниме многу, и мене ми се ме прашуваат, меѓутоа многу се не можам да одговорам, меѓутоа еве и кај вас гледам, значи луѓето што имаат многу антитела не треба да се плашат. Најверојатно имале контакт после прележувањето и таа имунизација додатна, нели, еднаш, два пати, три пати, пет пати, организмот имал контакт со вирусот и си направил поголема количина на антитела. Така да колку год да има антитела се доволни. Ви благодарам, остануваме на истава тема, се надавам дека гледачите имаат и уште поголеми очекувања и дека уште повеќе ве оставивме или ве задржавме пред малите екрани. Само куса пауза за реклами и се враќаме назад доктор Вело Марковски вечерова, што не јас. Добре дојдовте назад. Вториот дел од Што нејасно по рекламите, професор доктор Вело Марковски вечерва во нашата емисија одговара на сите прашања кои ве засегаат и ве интересираат сите овие 2 години, би рекла. Докторе, изминативе денови сме на врвот во Европа по смртност на 100.000 жители. Објаснувањето од надлежните се сведени на декларативни нивни изјави и се сведуваат од прилика на гојазност, хронични болести, коморбидитети или генерално кажано. Значи никакви други болести кои практично ковидот само е напад плюс за да се случи смртта, но тоа не е доволна анализа. Немаме сериозни статистики, така натаму и така натаму. Уште една работа е што, например, првите 6 месеци од 2021 година се починати 14.421 лица, но причините Заводот за статистика не ги објавува. Да, за жал, меѓутоа како едно главно, нели, после веќе јасни податоци дека сме најлоши во светот, инаку и претходно бевме по прекумерни случаи пети во светот. Значи од овие околу сега се скоро 6.000 умрени, ние имаме околу минатата година зборување од кога е бранот од октомври па до сега некаде околу 10.000 прекумерни, значи на еден случај што е починат од ковид, имаме плюс уште еден починат. Сега дали тоа се должи на нефункционирање на здравствениот систем, кога да речеме многу оделенија, очно, ушно, траума, кожно, не знам, станаа ковид центри, па не си ги вршеа веројатно повеќе аспекти се, народот го преплашење, стегнат, не функционираат голем број на ординации и така натаму. И ова е како објаснување сега дури од неколку колеги го гледам, дури од професори, дека всушност ние имаме генетска грешка, затоа умираме, нели, генетиката ни е таква, што е... Не е смешно, но е... Да, за жал, и кога се обидувавме, да речеме, јас барем
нели се обидував многу рано да кажам дека со оваа комисија ќе имаме проблем, дека треба да направиме владина комисија, тоа беше негде пролетта 2020. Потоа есента кажав дека веќе крајно е време да се смени екипата, не може истата екипа која губи, нели, и тренерот и екипата. Тоа беше негде септември, октомври. За жал сето тоа се сведуваше или со мои напади, а потоа и со блокада, нели, да не излегувам, да не кажувам и така натаму, иако не знам кому му пречи ако ние постигнеме овај подобри резултати. Така. Сега дали е навистина така? Значи во однос на мерките ние кои ќе гледаме анализа која правиме, ние не сме земја што имаме најмногу заразени. Ние во случајот имаме околу 14.000 активни случаи. Ние имаме голема смртност. Така. Мораме да имаме зошто имаме таква смртност. Ние имаме проблем што дневно губиме по 30 човечки животи, кога тоа го кажавме, се спинува дека ние се радуваме, не знам, од опозиција се радуваме на умрени и така натаму. Не, напротив. Треба да застанеме. Ние ако имаме некоја сообраќајка со 30 жртви од автобус, ние прогласуваме ден на жалост, нели, запира цела држава. Ние секој ден губиме по еден автобус и никој не реагира зборувам за институциите, зборувам за јавноста, нели, јавното мнение. Веројатно тука има многу елементи сега со овие како се викаат кампањи, рекламирања по телевизиите, па на некој начин не знам дали делуваат да не критикуваат, меѓутоа страшно е што ние на една ваква смртност не реагираме. И нема одговорност, да ги гледам, еве бројките каде сме. Значи, еден Португал има досега 1.135.000 луѓе инфицирани. Ние сме само 170.000 инфицирани. Значи, ние имаме околу 6.000 умрени. Во моментот и покрај 85% вакцинирани, Португалија има околу 43.000 активни случаи. Значи, отприлика имаат, они се околу 10 милиони колку нас активни случаи, иако се 85% вакцинирани. Меѓутоа, гледајте, нивната смртност е многу мала. Они од 1 март, значи во 6-месечен период анализирав, имаат 225.000 заболени и имаат само 1.135 умрени. Значи, ние имаме за една недела, ми се чини околу 200. Да, значи ние имаме да го земеме Израел. Израел има 90.000 активни случаи. Затоа викам, вакцината не е решение, решава економисти. Како резонираш Израел? Нас едно заклучување од една недела не кошта колку сите вакцини, нели? Меѓутоа медицината 2 и 2 не се 4. Го извакцинираа скоро целото население и сега имаат по 20.000 нови случаи, односно имаат 90.000 активни случаи, меѓутоа ако ќе го споделиме тоа со овие 14 дена, они во просек имаат десетина умрени, нели, споредено. Да не речеме, Србија е тука негде, ние имаме 3 пати или 4 пати повеќе умрени. Нас ни е проблем смртност. Не, во таја анализа што излезе, нели, во последните 2 недели на 100.000, ние бевме убедливо, значи со над 16 на 100.000, Црна Гора беше некаде на половина и другите беа со некаков просек индекс од 2, од 1 и така натаму. Значи доктор, ако судиме 0,7% смртност има. Значи кај нас не е проблем бројот, ние немаме многу случаи. Ама проблем е бидејќи регионот е тој, нас ни е блиску и Србија, и Албанија, и Црна Гора. Тогаш зошто е проблемот во Македонија со смртност? Проблем е во лекувањето. Значи, јас сум убеден дека се продолжи, не се направија доктрини, не се направија водичи, се продолжи со истите екипи. Ние моравме да се ангажираат и поранешни председатели, поранешни премиери и сегашна опозиција. Не е ова работа само на опозицијата, меѓутоа јавноста е многу битна. Мораме да пробаме со друга екипа. И во комисија, и неколку директори, и министар, значи, и уште еднаш да пробаме. И не сме сите луѓе исти, нели, не размислуваме исто, па ако и после 2-3 пробања не може да увеземе тогаш министри или доктори. Ова е страшно. Значи, во една прилика минатата недела, извинете што ве прекинувам, Филипче, нека ми извинете ако грешам, можеби не беше минатата недела, туку беше во текот на минатиот месец, на една друга национална телевизија, на прашањето дали ви се нуди помош од стручната фела вашите колеги, односно вие се мислеше веројатно од опозицијата и други доктори во партијата и така натаму, тој рече дека никој никогаш не му се понудил на помош. Вистина е дека не сте се понудили? Еве, освен ова јавно што се нудите постојано и со анализи и за помош и така натаму. Зошто тврди дека
не му нудите помош? Значи, не е точно, понуде на многу нивоа, значи од влада надоле, хоризонтално, вертикално, дури сам правев, нели, загрижен, што не е моја работа. Значи, гледате, ние од една страна работиме неколку колеги активни, волонтерски, без пари, што рече еден колега, ослепевме, нели, постојано на компјутер. Од друга страна имате цели министерства, цели институции со многу пари за реклама, со многу пари за можност за проверка. Цело време бараме, дајте луѓе да тестираме. Не е важно дали е вакциниран или не, туку дали има антитела. Ние без никаков проблем можеме да ги тестираме сите возрастни, да направиме една карта кој од луѓе во колков процент и многу јасно ќе ни биде кај сме и што очекуваме. Да, но препораките од надлежните... Проблем е лекувањето. Како да се понудиш? Значи, понудив трибини. На тие трибини седнаа многу лекари, мислам дека тие што одат по моите доктринарни ставови има многу мала смртност. Меѓутоа, за жал, не се прифати, јас понудив да правиме обука, имавме една средба со министерот, рече дека нема потреба, дека знаат докторите и така натаму и така натаму. Значи, како да помогнеме? Меѓутоа, во оваа фаза веќе нема давање совети. Значи, едноставно, целата таа екипа, не можете вие со една екипа од прва лига, ние бевме прва лига, ние имавме поголема стапка на старост, на преживување од Србија и од околниве држави. На почеток? Не, пред пандемија. Пред пандемија, значи, ние имавме солидна медицина и сега одеднаш од прва лига одите, испаѓате до селска лига и сега со истата екипа ние ќе се вратиме, несфатливо е. Инаку, како човек, Филипче е очигледно многу позитивна личност, прифатен, дури на вакви резултати, мислам дека да беше некој друг, не знам како ќе поминеше. Знае со луѓето, знае со медиумите, меѓутоа резултативе се катастрофални. И тоа мора да... Ја дури не можам да сватам како нема самокритичност и така натаму и така натаму. Морално чувство за одговорност. Значи, уште еднаш ќе кажам, се даваат антибиотици на вирусна инфекција во старт кога не треба. Потоа на клиничките се дава премногу кислород, се запрепастив од тетово некне Да, тоа сакам сега да ве прашам. Зошто е проблемот лекувањето еве амбулантското? Сега таа тема практично ја... Значи, Рековте во Титово кислород многу. Значи, беше од 98-96 биле на кислородна подршка. Тоа е страшно. Значи, самиот кислород е многу корисен, меѓутоа, ако се дава предолго или ако се дава шансите да се на толку пациенти или да се даде повеќе кислородот е токсичен. Значи, тоа симптомите се кашлање, стегање во гради и така натаму, може да колабираат алвеолите, и понатаму да имате буквално нешто што ќе се наполнат со вода, нешто што ќе личи на пневмонија или на пулмонален едем и така натаму, конфузност, пак кога ќе станат конфузни пациентите се врзуваат и така натаму и така натаму. Значи, кислородот треба многу критични да се дава. И голема штета, значи неколку пати се кажува, се даваат исклучително високи, над 240 мг кортикостероиди урбазони. Значи, во секој учебник, во самиот препарат пишува дека не смее да се дава на акутна инфекција. И повторно се даваат. Значи, тоа е медицината базирана на докази. Јас имав, ќе кажам, колега од Малта кој се врати и каже еден пример, еве како делува една комора. Значи, колега таму на Малта дал ивермектин затоа што не му помогнал. На неколку пациенти, комората на Малта го казнила 20.000 евра и опомена пред бркање, нели? Значи, не можеш да даваш лекови кои немаат доказ, нели? Тоа е медицина базирана на докази, не е од моето искуство емпириски, нели? Јас мислам дека ова е најдобро, ја 50 години работам. Значи, сакате да кажете дека целосно е погрешна терапијата и начинот и затоа никој не потигнува да се промени. Јас добивам податоци како и вие. Значи, можеме да веруваме дека се транспарентни, меѓутоа можеме и да не веруваме, бидејќи еве гледаме, ние имаме 100%, односно од 6.000 имаме 12.000 прекумерни смртни случаи. Сега, дали се тие смртни случаи со ковид, бидејќи овие не се од ковид, овие се со ковид, или пак од нешто друго. Значи, воопшто фалат анализи. Да, рековте се е претворено во ковид центри другите. Тоа е голема грешка и мислам дека целата тежина треба да се направат обуки, да се направат семинари, доктринарни ставови и секоја епидемија ја решавале матичните доктори. Значи, доле мора да се решава, а најтешките случаи само да идат на клиника и таму мислам дека очигледно е дека треба да се менуваат екипите.
Да, матичните лекари не требаше добија. многу одамна, значи гледате јас прашав една колешка анестезиолог зошто давате толку кислород, одговорот беше таква е доктрината од инфективна клиника. Не знам дали е така бидејќи не сум во системот, меѓутоа ако е така тоа е многу погрешно, бидејќи тие што треба да кажуваат дали треба или колку треба кислород се анестезиолозите, не се инфектолозите. И тие се водат по известна доктрина, како што ви... Со знаење. Точно знаат како треба и кога треба и колку долго треба. Доктора, се случија два последователно на млади луѓе загуби на живот. Едното е малолетно девојче од 15 години, претходен ден беше 22 годишно момче. Девојчето било донесено во тешка ситуација и така натаму. Образложението беше дека нели била во целосно во финишот практично донесена многу доцна, а момчето имало многу благи симптоми и веднаш потоа за брзо преку ноќ му се влошила состојбата. Вакви поединечни случаи не можеме да кажеме зошто. Може би имало коморбидитет, може имало пневмонија, бактериска, тешка, долго налекувана и така натаму. Може, значи, гледајте, може и сосема здрав човек, нели, од нигде ништо, нели, да умре, да некаков тромб да се откачи и што ти ја знам. Значи, не може, меѓутоа, смешни се изјавите дека генетски тројца луѓе, мајка, татко и нели ќерка во Тетово умреле за неколку дена. Значи ни се смее светот, тоа е многу слично на тоа што увелес нели после 2 месеци кога ги најдоа дека умреле од ковид. Мислам, мора да пазат, значи во такви случаи мора да влезе судска медицина. Значи се знае во медицината, не постои таква болест. Значи ние имаме сега, гледате, имаме смртност од 30 луѓе секој ден, односно од преку десетини илјади, па колера да беше, хеморагични трески да беа, немаше да имаме таква смртност, верувајте. Ја не знам што се случува во тој здравствен систем. Голем дел од луѓето кои доцна одат, не се работи за луѓе кои се, вака народски да се изразам, неписмени или не им суди на доктори така натаму, едноставно не веруваат на начинот на лекување на клиниките и заради тоа просто не одат. Исто така знам и дека можеби јавно нема да признаете, но знам дека и вие и други доктори кои сте почитувани во јавноста сте преплавени со телефонски повици од луѓе кои не сакаат да отидат на лекар од страв да не завршат на респиратор, можеби на кислород, да не добијат чуден третман, па се обидувате да помагате колку што можете. Која е терапијата која треба да биде и според вас, односно според вашите анализи и научни трудови на кои вие ги темелите вашите анализи, таа која во моментот треба да се применува и да помогне? Значи главен проблем е со луѓето не само што не веруваат на никого веќе. Пробуваат сами да се лечат. Дури е трагично да собираат по неколку мислења, па ставаат од левата страна четворица доктори ми рекоа вака, двајца ми рекоа така, значи овие си гласаат самите себе си. Мораме да се вратиме на медицината. Значи науката, медицинската, класичната медицина долго се и ви ги кажав бројките. Видите, во Шведска имаме еден дневно умрен на 40.000 активни. Они имаат повторно случаи, меѓутоа ги лечат така како што треба. Како е? Значи нема формула, меѓутоа јасно е кога е вирусна инфекција не смее да се даваат антибиотици. Паниката треба да се смири, чаеви, течности, витамини и ништо. И контрола на секои 4 дена на D-димери, на CRP и така другите проинфламаторни фактори, крвни слики, да нема некакви отстапки. Ако в најголемиот дел од нив и колку да им е мачно, нели, луѓето се плашат, исплашени се, па некогаш преземаат, одат под болници и така натаму, ќе оздрават. Понатаму има параметри, јас имам труд, рано го направив, навистина е тешко да направиш водич, го прават цели здруженија, го искористив целото мое искуство од работење со пациенти со респираторни инфекции, докторатот ми од таа тема, а покрај тоа сум, нели, не е незначајно што сум и професор, што секоја година повторно ги предавам тие болести, па се испрашувам и, нели, постојано ми е свежа материјата. Значи, оној момент кој ќе дојде бактеријски инфекција има параметри. Кога е бактеријски, треба да се лекува така како што треба. Значи, во тој водич е опишано све, насловот е водич за лекување на пациенти со респираторни симптоми за време на пандемија со ковид. Од почеток до крај.
Ова е имено една од начините како може да ве искористи оваа власт. Ви имате направено водич за кој никогаш досега народот не слушна дека воопшто е направено, односно надлежните не го изготвија, а пред колку време го направивте? Тој јас го направив рано, уште во април 2020, меѓутоа процедурата во научните списанија си бара рецензија и така натаму и испадна, мислам дека негде крај на мај или почеток на јуни. И тој водич има голем одек во научната јавност во светот. Неколку списанија ми го побара, меѓутоа не е коректно да го давам на други списанија. Од многу држави, од Мексико, 4-5 држави го побара и кај нив да го објават и дури овај сега не е нескромно, меѓутоа Ламберт ми го побара водичот да го направам книга. Тоа е издавачка куќа за најголемите. Тоа е врвната издавачка куќа кои продаваат на Morbooks, на Амазон и така натаму нели книги. Нивните ценети се таму, можеме и да ги цитирам и така натаму издадени книги. Значи они ми се обратија, нашле мейл, ве молиме направите го вашиот труд, проширите го, направите го книга да го издадеме, бидејќи очигледно е дека фалат вакви, јас нема да биде сигурно, меѓутоа ќе биде дискутиран, анализиран, споредуван и веројатно искористен во некакви споредби. Недостасуваат многу вакви водичи, дури за чудо до се порано претходно секогаш имало или СЗО или некое здружение ќе издаде такви водичи, јас досега не успеав да видам. Така да тоа е тоа, значи тие цело време се трудам да зборувам тоа што е науката оправдано и искуството само ми помага да барам тоа што мене ми е дилема, па го наоѓам. Така, во согласност со вашето знаење и вашето искуство. Споменавте, докторе, на Шведска. Еден дневно мртов, она што е во најава е дека од 10 септември Данска практично ги укинува сите мерки и продолжува како држава да живее нормално. Можеме ли ние да се носиме со една таква одлука како систем? Еве, по никаква хипотетска претпоставка да одлучиме од утре дека ги укинуваме сите мерки, што ќе ни се случи? Прво не верувам дека тоа ќе го направиме. Значи, мораме да бидеме искрени дека долги години наназад ние уништивме многу системи. Значи не е тоа сега последниве 3 години. Така да, реално мислам дека е скоро неможно ние да се однесуваме така, бидејќи веќе ви кажав, кога луѓето сами се болни, кога бара помош, па те испитува. Значи бара помош, ама не ти верува. Така да, вакви едни мерки кои нели на моменти у Шведска имаше притисок од цел свет, они издржаа, не знам, мислам дека кај нас нема да се издржи, како што е добра мерка нели со одењево на децата во школа, под притисок веројатно нема да се, тоа е добра мерка, треба да од децата во школа, нема драстично да се зголеми бројот на овие на возрастните. Значи такви мерки треба да застане цело општество. Мислите кај нас еве јас да бев на таква комисија и да го предложев тоа, веројатно да ќе бев 3 пати обесен. Нели, иако крајниот резултат е тој. Значи ние имаме мерки кои гафови, како што рековте, кои задуците, ама нема 1400 умрени, извинете, 1400 умрени на милион. Ние веќе сме скоро 3000. Они останаа од почетокот, веќе има така поеден една голема Шведска, не уништи економија, и тоа еве и други држави. Така да, веројатно примерот, ако го продолжи со Данска, Белорусија беше оцрнета, на исто така од старт како Шведска, меѓутоа нели политички беше на некој начин потисната. Меѓутоа мислам дека шансата е што повеќе држави да го прават тоа, да и останативе се охрабрат да уствари всушност да оставиме на медицината да си го решава овој проблем, да не се занимаваат сите со ова, бидејќи гледаме до каков хаос доаѓаме. Верувате дека овие кампањи сега за кои се фрлаат стотици илјадници евра на јавни личности да се мотивира вакцинирањето се потребни или требаше поинаку да се? Ние треба да направиме анализа првин со која вакцина, имавме време, дали се сите вакцини исти, имаат ли несакани ефекти, бидејќи излегуваат многу сериозни податоци за огромен процент на несакани ефекти од некои вакцини. Значи пред ова критериумите за лоша вакцина беше ако има еден умрени, значително значи 1000-2000 ако имаат некакви нели Жилиан-Баре или некакви несакани ефекти, таа серија или таа вакцина се прекинуваше. Сега имаме званично неколку илјади ние умрени како последица од вакцина, имаме голем процент на несакани ефекти и тоа се занемарува, тоа е несфатливо.
Дури и самите производители некогаш се покритични и дури не можам да сватам кој е тој. Веројатно не може у медицината сега ние ќе се вакцинираме и со трета и со четврта доза нема да се разболуваме. Ви кажав пример и Португалија и Шпанија, и значи Португалија е 85% вакцинирани. Ако ги земете децата, значи сите се вакцинирани, повторно имаат 40.000 активни случаи. Очигледно дека вакцината не е како кај другите болести или значи недостасуваат анализи. Со вие пари за мене, извинете, за кампањава, неколку пати не е проблем парите. Ние можевме да направиме едно скенирање на населението, бидејќи очигледно е, бидејќи ние имаме помалку по милион жители, ние имаме околу 85.000. Тука е Србија е околу 85. Другиве сите држави имаат над 100-110.000 на милион жители заразени. Значи ние немаме многу заразени. Нашите мерки не беа добри, немаме многу заразени. Значи најверојатно заклучок се вади заклучок дека нашето население во голем процент имало контакт со вирусот. Поминала симптоматски така натаму и тоа можеме само веќе со тие сите милиони за кампањи за телевизија, за личности така натаму можевме да го истестираме по групи целото население. Па можевме да истестираме и од вакцинираните кој со која вакцина направил антитела, кое ниво и така натаму, тоа е веќе наука и можевме да извадиме правилни заклучоци. И субјективно, кој е вашиот став? Зошто не се прави тоа, иако знаеме дека се доктори, еве и во комисијата, во основа тие луѓе се сепак стручни, без разлика на тоа јавно е видливо дека се погрешни нивните одлуки и чекори и стратегии, но во основа нели знае дека ова се начините за дознавање на суштината и правење на соодветни научни анализи? Па не можам да ги разбирам зошто, бидејќи колку год да сме ние сме мала држава и малку се доктори кои им влегол ова во најтесното подрачје на истражување. Бидејќи инфектологијата има 150 болести, нели? Некој се занимава со проучување на хепатити, некој со зоонози, некој со менингити, така да мал број имаме луѓе кои објективно можат да се носат со. Не викам дека сум само јас, меѓутоа имаме неколку луѓе, за жал никој од нив не е вклучен во ниту во, ајде сега може би вклучиле, меѓутоа првата година не беше никој вклучен, ниту во лекување, доктрини рековме нема уште, значи после 2 години немаме доктрина. Зошто? Дали премногу веруваат на тие PR агенции кои пробуваат со спинови да, меѓутоа на крај гледате дури јас замерувам и на медиумите и покрај резолуциите, значи мораше да има критичност. Дури кога имаше периодот, нели, до некаде таму септември 2020 година, септември, октомври, кога бевме поприсутни на медиумите, ние поминувавме многу подобро. Да. Бидејќи овие критики не се злонамерни, така да и комисијата, и колегите, и министерот или министерството можат некои од овие тези да ги проверат и така. И ние поминувавме подобро. После тоа следеше еден период во кој едноставно имаше само еден извор на информација и отидовме многу лошо. Да, нетранспарентноста си го направи своето, сите официјални податоци ги добивавме од Министерството за здравство, а се друго беше практично една дезинформација, беше ширење на лажни вести и така натаму и така натаму. И обвинување, секој што ќе каже друго мислење, ти си антиваксер, ти си не знам. А ќе се сложите дека тоа светски тренд, бидејќи многу подемократски земји, светски медиуми ја тера истава линија, односно тука сега да не навлегуваме во теории на заговор, но е многу јасно која беше целата матрица, односно која е веројатно се уште. И сега не можеме да не ве прашам, бидејќи тоа не личното искуство и личната помината линија во рамки на тоа искуство ги интересира најмногу граѓаните. Дали докторот во меѓувреме прашај го Искра се вакцинираш? И со која вакцина? Ако да. Не се вакцинирав, иако мислам дека завлегуваме во некој сепак е примеѓу тоа, не чувствувам потреба, значи вака јас одговарам за моето тело и сум одел во соседни држави кога немало кај нас вакцина за грип, која ми била неопходна, додам да ја купам, нели, да ја купам и да се боцнам. Значи не се работи за антиваксерство, туку едноставно не ме убедија ниту производителите, ниту СЗО, ниту резултативе дека за мене таа вакцина ќе ми помогне и дека е безбедна.
И од тој аспект, значи, имаме неколку мерки. Ние заборавивме сега колку форсиравме носење маски, дистанца, нели? И тоа се мерки за заштита. Нели, понатаму избегнување на луѓе кои имаат симптоми сами треба да се изолираат. Не може една држава да ги сконтролира сите. Едноставно тоа е до нивото на степенот, нели, на човечноста, да кога нешто си болен, неарен, да седиш дома, да видиш зашто се случува, да не разболиш друго. Значи имаме ние и општи епидемиолошки мерки кои за многу болести други важат, зошто би не би важели и за оваа болест. Објективно, сепак ќе се сложиме дека имаме една состојба која е реална болест, меѓутоа е префорсирана. Префорсирана медиумски и ни одзеде премногу внимание, премногу енергија, премногу средства и ќе ни направи многу поголеми штети, последици и по здравјето отколку самата болест. Верувам дека сега идеално време токму да ја споменеме и вашата книга Биотероризам и биолошки војни, која е веќе во продажба и оди одлично. Апропо, целата оваа приказна за медиумско форсирање на оваа болест, практично овие биолошки војни не се возможни без медиумите. И се разбира и биотероризмот, ќе ни кажете малку повеќе. Мене ме интересира за содржината и за тоа колку е атрактивна. И каде може да ја најдат пред луѓето? Па вака, книгава е одлична, ќе ја прочитате, ова ќе оставам за вас и ќе кажете и вашиот. Тие што ја прочита, дури барат има и лекари кои подхитно да се воведе како предмет на медицинските факултети, нели? И јас мислам дека треба да се воведе, меѓутоа треба да се воведе и факултетот за безбедност, исто треба да го имаат овој предмет или ако го имаат да ја користат оваа книга. Се трудев заедно со имам помлад колега кој го вклучив, идејата беше да и во предговорот кажав, ние имаме проблем што најдобрите студенти нас не ни одат во превентивните гранки и потоа тие гранки заостануваат. Значи одат во атрактивни хирургии, кардиохирургии и така натаму, гинекологија. И да полека да вклучуваме добри студенти, јаки студенти, Стефан е таков студент и се надевам дека ќе избере инфектологија. Да, ова е Стефан Коцев, значи коавторот Коавтор, значи една книга која се трудев да биде пишувана да може да разбере секој интелектуалец, меѓутоа мислам дека е најсеопфатна книга во светот. Ќе бидам нескромен бидејќи имавме на располагање 20 на книги, опфаќаме многу можни причинители за идна биолошка војна, нели? Не се осврнувам дека сега имаме биолошка војна, меѓутоа во иднина какви опасности, даваме совети и која ни е според мене најголемата опасност која може да една ваква војна со реално многу вирулентен причинител која веројатно ќе биде крај на цивилизацијата, бидејќи тоа е вариолата вера, бидејќи само две држави го имаат како причинител го чуваат и ќе се обвинат една со друга и ќе следува една тотална војна кога ако се случи ваква една состојба и тоа е некаков придонес на целата ова книга, Значи обвинувањето дека нели од тебе или од другиот ќе доведе веројатно до тотална војна, на една болест која има 30 до 50% смртност. И покрај тоа се опфатени причинители кои можат да бидат, порано се користеле, историски и меѓу самите причинители, нели, меѓу бактериите, меѓу останатите инфективни агенси има биолошки војни сами со себе, нели, се уништуваат, така да мислам дека ја имаме на Facebook страница баш со насловот на книгата Биотероризам и биолошки војни, одиме со електронска продажба и до сега добро оди. И најважно ми е што луѓето кои ја прочитаа се многу задоволни и со барање да се воведе таков предмет. Што мислам дека и моите размислувања се дека ваква една ние постојано инвестираме, нели, гледаме кога нашите политичари одат со конвои од коли, нели, цело време одиме со заштита од таква некое конвенционално оружје, меѓутоа има многу поопасни, овде зборуваме за биолошките средства, има и хемиски, има електромагнетни и така натаму, така да. Без разлика што ни се осврнувате на актуелната ковид ситуација, секако дека во ова што го зборувате препознаваат гледачите и актуелни состојби, особено во делот кој го пушти вирусот и од каде почна се. Како и да е, за крај, оно што сакам да ве прашам е, може ли, колку е благодарно да се даде прогноза кога сето ова ќе заврши?
Сега, јас реков дека Нели има прогноза дека ќе биде COVID-22, една нов удар и така натаму, колку сето по тоа е? моите искуства, читање, пуштање на многу видеа, гледање на многу видеа, теории на заговори, така натаму, и реални и нереални, мислам дека тоа што го кажав е дека некаде април следната година ќе заврши сето тоа. Инаку е многу чудно, да речеме, гледаме држави како Израел кои 3 или 4 месеци немаа случаи. Ние имавме 2 месеци да немавме случаи. Од каде са новиот извор? Како тој измутира? Како повторно се јави, ќе биде интересно за анализа. Меѓутоа, ако сакаме да заврши, ќе треба многу држави да се охрабрат, да прекинат. И пред малку реков, ако продолжиме да диагностицираме ковид случаи со брзи PCR тестови, со брзи тестови, со PCR тестови, можеме уште 100 години да бидеме заложници на ваква една состојба. Ако се остават во светот веќе мислам дека направи, ја спомнав Португалија не случајно, значи они веќе немаат смртност. Сватија кај грешат, сватија паниката, сватија доктринарно како треба да одат и оваа болест си носи некаков процент кој е очекуван од 0,01% на светско ниво и на тој начин ќе состави на медицинарите, на болниците и на тој начин ќе заврши. Професор и доктор Вело Марковски, ви благодарам што бевте вечерва во Што нејасно. Се надевам дека ги задоволивме потребите и дилемите на гледачите. Ви благодарам јас на поканата и можноста после подолго време да споделиме некои размислувања и се надевам дека ќе бидат дел од нив искористени и корисни. Секогаш сте добре ден со сите ваши анализи и различно или исто или какво и да е мислење кое што не го добиваат граѓаните, повторно ќе речам како во најавата од оние од кои очекуваат, туку добиваме само одредени, испакувани еднострани информации. Благодарам уште еднаш. Почитувани, останете на Алфа, имете убав викенд и гледајте.